Ние не сме виновни, туку компанијата што го правеше транспортот. Се брани фабриката техника од текстил во чиј двор пукна црево и преку атмосферските води реката Брегалница ја обои во бело. Си излеала течност позната како литек симптомер, ама според фабриката, таа не била отровна за животинскиот свет во реката. Затоа техника од текстил тврда дека имат и сертификат. Се бранат дека тие не се виновни, туку фирмата Транспортер, а која не сакаа да ја откријат со помалку чудно објаснување, дека била странска. До сега Брегалница била обоена во црвена кафеава, но никогаш во бела, објаснува штипјанецот Киро Маџунаров, кој повеќе од 27 години деноноќно го следи водостојот и квалитетот на водите во Брегалница. Ова е страшно и ова не можам со што да го споредам. 3 сати да тече постојано водата, у која има некаде околу 6 кубни метри проток у секунда, значи за 3 сати колку околу 6000 кубни метри може протечело бела вода да биде, тоа е страшно. 2 дена по хаваријата водата е избистрена и не е забележено угинување на животинскиот свет. Надлежните почесто треба да се на терен, а не само кога им сигнализираат граѓаните, дополнува Маџунаров, објаснувајќи дека жителите на Штипско Ново село понекогаш имаат проблеми и со загадување на воздухот. Пред 10 дена Брегалница имаше некоја карактеристична миризма што не се пристапуваше околу реката. Што значи дека малку се води сметка за оно што треба сите да бидеме загрижени. А за жал, моје мислење тоа што мислам дека не се води доволно сметка. Во меѓувреме се чекаат анализите од земаните мостри за да се утврди што всушност се случило. По направениот увид е утврдено дека причина за хаваријата е пукнато црево од цистерна при дотурна течност во склад во фабриката техника од текстил. Поголема еколошка катастрофа помор на риби во Брегалница имаше во 2007 година, кога беа испуштени лагуните на свињарската фарма.